Недоличните спомен обележја на македонските херои кои ги положија животите за татковината во 2001-та кренаа бура лавина во јавноста, но и кај надлежните. Првиот човек на општина Бутел, Дарко Костовски, изреволтиран од изјавата на министерката за одбрана Славјанка Петровска, која пред бетонската банкина поставена за загинатите бранители кај Карпалак, најави изградба на достоинствен споменик со дозвола од општина Жилино. На одбележувањето на 22 годишнината од загинувањето на македонските бранители кај местноста Љуботенски Бачила, градоначалникот Костовски ја повика министерката да не чека дозвола од Желино, туку да изгради споменик во Љуботен со дозвола од општина Бутел. Јас сакам во оваа ситуација да и упатам директен апел дека општина Бутел, јас како градоначалник сме спремни веднаш да изнајдеме локација и простор, секако согласно закон, согласно целосна документација за спомен обележје за овие 8 загинати бранители кои што на денешен ден го загубија својот живот, да имаат конечно едно достојно спомен обележје изградено од државата за која што тие се борија и го дадоа животот. Се надевам дека одговорот ќе биде позитивен и за многу кусо време општина Бутел во соработка со државата, практично со Министерството за одбрана, ќе изнајде конечно едно решение. Градоначалникот на Жилино пак Блерим Сейдиу изјавата на министерката ја оценува како собирање на политички поени и театар пред јавноста. Тој во изјава за Алфа вели, општината не е надлежна, туку Агенцијата за државни патишта. Јас како градоначалник писмото ќе го предложам до советот, па советот прво нека се изјасни. После тоа треба да се почнат постапките, да се почитуваат постапките што вели законот за градба и законот за државни патишта. Значи треба на неколку институции да се обрати и да се дојде до тоа што министерката изјавил, значи пред медиумите. Јас не би сакал да коментирам повеќе, но тоа не би сакал и да остане само за добивање на политички поени пред граѓаните или пред јавност. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во разговор за Алфа вели дека уште денес ќе поднесе барање до општина Бутел, на кое се надева дека ќе одговорат позитивно и веднаш ќе се започне процедурата. На одбележувањето на 22 годишнината од трагедијата кај Љуботенски Бачила, цвеќе положија делегација од кабинетот на претседателот Пендаровски, кабинетот на владата, Министерството за одбрана, општина Бутел, општински комитет на ВМРО ДПМН и семејствата на загинатите резервисти. И по повеќе од 2 децени, македонските херои кои ја бранеа татковината немаат достоинствени спомен обележја, туку плочи. За борците на Онапак никна 20-метарски споменик среде село Слупчане, за кој од општинската каса на Липково се одвоја 200.000 евра.